Добро вечер, почитувани гледачи. Велиме младите се нашата иднина, но колку реално ги вклучуваме во општественото живење? На оваа тема и на многу повеќе вечерва под лупа со мојата гостинка Весна Цветановска, секретар на Сдруженијето за мултикултурна инклузија, интеграција и инклузија од Охрид. Добре дојдовте во лупа. Баш ми е задоволство затоа што долги години се знаеме, ама еве дојде ред да направиме и една емисија на оваа тема, бидејќи долги години сте инволвирани во се она што се случува во градот со младите и околу младите. Добра вечер и вам, исклучително задоволство ми е што сум вечерва дел од вашата програма, како што и сама рековте, се знаеме со години и во новинарските води, меѓутоа и многу успешно соработуваме во делот на промоција и подобрување на квалитетот на животот на младите луѓе преку медиумската куќа ТВМ. Исклучителна чест ми е што сум уште еднаш вечерва овде да продискутираме за проблемите со кои се соочуваат младите и за решенијата кои ние се трудиме да ги најдеме заедно со нив. Така. Од тука се роди потребата за формирање на едно вакво здружение. Уште во 2011-та се почетоците на здружението, во 2016-та мислам дека веќе активно почнавте да функционирате и што стои зад вас. Знам дека поголем број проекти реализирани, многу идеи, многу сугестии дадени до институциите, но што се вродило со плод досега? Точно така, значи самата организација е формирана на 23 јануари 2011, што значи пред неполни 3 недели, односно непол месец, веќе прославивме 9 години од нашето постоење. Поради разни други причини, до 2016 година, некаде до половината на годината, бевме јас и мојот колега Вахид Мемет, со кој заедно ја работиме оваа работа, бевме вклучени во други организации, стекнувајќи искуство и конечно мислевме дека тој период е добар за да ја возобновиме организацијата која што сме ја формирале и за да ја канализираме целата она позитивна енергија која што ја носевме во нас и целото знаење за да направиме нешто подобро за младите. Од 2016 година наваму, еве веќе полни 6 години, успешно работиме. Зад нас имаме најмалку 5 големи проекти, од кои што 2 Еразмус плюс проекти. Првиот беше, го работевме со Македонската развојна фондација за предпријатија и со уште една невладина организација од Струга, каде што возможивме на 24 млади луѓе да се стекнат со вештини за нивно пронаоѓање на пазарот на труд. Тие работеа одреден временски период кај познати работодавачи, зашто беа соодветно платени и потоа добиваа и сертификати и тие ден денес успешно си работат. Или на местата каде што се вработиле по завршувањето на обуките или веќе си формирале некои своји бизниси. Со тоа започнавме. Како што го започнавме тој проект, имавме соработка со Канцеларијата на Европската Унија во Скопје, понатаму имавме и со Секретаријатот за европски прашања доста позитивна и добра соработка. Меѓутоа, она на што ние најмногу се гордееме е големата Еразмус плюс меѓународна размена со партнери од Србија, Шпанија, Португалија, Италија и Словачка и Хрватска, која што ја реализиравме во декември 2018 година, каде што донесовме заедно 50 млади луѓе од социјално рандливи категории и во тек на 10 дена им дадовме соодветна обука како понатаму да ги изградат своите лидерски вештини, да ги откријат капацитетите кои што ги кријат во себе за да бидат понатаму носители на некои функции во општеството. Тоа е она на што ние најмногу се гордееме. Всушност и затоа ги работиме сите овие работи, сите овие активности. Имавме уште една Еразмус плюс размена, Senses of Europe, таа беше во Нови Бечеј во Србија минатата година, каде што пак обратно, значи зборувавме за разликите и зборувавме за заедничките работи кои што или ги премостуваат или ги поврзуваат младите од Србија и од Северна Македонија. Така што исто еден проект на кој што сме исклучително горди, тоа е промоција на меѓу културното партнерство преку езерото, кое што го работевме заедно со основното училиште во Дебарца и со основни училишта во Охрид и со голема поддршка на општина Дебарца. Посебна благодарност во овој момент, доколку ми дозволите, сакам да изразам до градоначалникот на општина Дебарца, Зоран Ногачевски, кој
во потполно стои за сите наши напори и активности во сето на што го работиме. Тука имавме млади луѓе во шемата за регрантирање на локалната агенција за развој од Струга, така што имаме доста проекти, меѓутоа тоа нека биде накратко да оставиме понатаму делата да зборуваат за она што ние го правиме. Значи, ако 2011-та сте започнале со ова здружение, 2016-та веќе активно започнавте со работење, колку 6 години стојат зад вас, ако тогаш ви се јавила потреба за едно вакво здружение, кога малку состојбите мислам дека во општеството беа подобри, можеби поканализирани и состојбите со младите луѓе, што е денес? Значи, само едно здружение, а само вие сте вакво здружение на ниво на општина, Охрид, кој што се занимавате со проблемите на младите. Како може да се справи со сето тоа? Затоа што знаеме дека младите се повеќе проблеми ги тиштат и решението за тоа го пронаоѓаат со заминување од нашата држава. Пред да ви одговорам на прашањето, ќе ми дозволите само уште да се надоврзам на еден проект кој што во моментов го работиме со вашата медиумска куќа, Талама телевизија. Тоа е гледај, читай и мисли со своја глава, односно препознавање на лажните од вистинските вести. Тоа го оставав за на крај негде на емисијата, кога говориме и за тоа. Во однос на она што вие сега го поставивте како прашање, за жал ние би сакале да имаме и други организации во градот кои што активно работат на овие прашања, ги има многу, меѓутоа се на хартија, затоа што младинскиот активизам и волонтерството само по себе бараат големи жртви и малку се луѓето кои што се подготвени да издвојат своето време. Меѓутоа ние сме луѓе кои што јас и моите колеги кои што работиме во инклузија и огромниот број волонтери сме произлезени од едно такво милје и ја знаеме вредноста на волонтерството и што значат младите луѓе за едно општество. За жал, вие ја знаете, но дали општеството го знае значењето и вредноста, нашето општество конкретно? Тешко оди препознавањето на таа вредност и од тие причини младите се одлучуваат да ја побараат својата среќа некаде надвор и од границите на Охрид, например, многу често се одлучуваат да заминат во Скопје, а се почесто е појавата и да се иселуваат и надвор од границите на нашата држава. И тоа не е секогаш само економскиот момент. Па веќе не е, во последно време и навистина не е на прво место економскиот момент, туку други причини. Не се задоволни едноставно од начинот на живот во нашата држава, од она што го нуди општествениот систем и како се сите тие третирани тука. Одат во средини каде што ќе бидат соодветно третирани според образованието и ќе си ги добијат заслугите кои што им следуваат, а кои што ги немаат овде. И од друга страна има еден голем проблем во образовниот систем. Значи, според новите образовни програми, тоа е една тематика која што не тишти веќе можеби деценија и пол и повеќе со хиперпродукцијата на образовани кадри. Значи, тотално се работи на систематско уништување на останатите сегменти на занајчиствата, на трговијата, на индустријата и така натаму, и се оди на хиперпродукција на образовани кадри. И кога имате, например, според последните статистики кои што ги објавуваме и ги читаме и работиме на тоа, од 70 дипломирани студенти, само 30 наоѓаат работа по сопствената струка, правен економски така натаму, а другите се принудени да се снаоѓаат како што знаат и умеат. И тоа мора да бидеме свесни за еден друг сегмент. И мора да бидеме исто така свесни за еден друг сегмент. Не секој има можност да замине во странство. Не секој од младите, затоа што мора во одреден дел, сакале ние да признаеме или не, и финансискиот момент од дома е многу битен. Значи, за да излеземе ние надвор некаде како млади луѓе од границите на нашата држава, сепак мора да имаме и некоја одредена финансиска конструкција подготвена од дома, за да се
за конкретно тие кои што заминуваат надвор од државата да се снајдат таму додека не ја заработат. И имам впечаток дека многу одамна, уште од пред 20 години па наваму, државата систематски работи на уништување на образованието. Не само, значи, не се врзуваме за една власт или за друга, туку комплетно за, можеби 30 години наназад. Па сега вака, ако некогаш пред 40-тина, 30-тина, 40-тина години беше поим да бидеш магистер или да бидеш доктор на науки, сега, значи, ги имаме и тоа во голем број. А ако тогаш пак имавме голем број процент на квалификувана работна сила, сега можат напрсти да се избројат, значи имаме некои работни места кои што не можат соодветно да бидат пополнети затоа што немаме работна сила која што може да одговори на задачите. Се испоместија некако сите вредности, сите работи, така да наместо да одиме напред, ние стагнираме и се враќаме назад, всушност. За жал, тоа е вистинската состојба, тоа е она што вие го сумиравте во неколку реченици, го кажавте клучното. За жал, пак ќе кажам, многу е жално кога една држава, комплетниот систем на државата се обидува да си ги деградира младите, да ги подкопа, а тие треба да бидат иднината. Значи, тие треба да бидат носители на понатаму на важни и обштествени. Но државата, барем е тоа моje мислење, можеби не е така. Имам впечаток дека во тие некои моменти одеше по линија на помал отпор. Подобро беше да се стимулираат младите да студираат, бидејќи не знаеа што со себе, отколку да им најде работни места со завршено средно образование и да можат да се вклучат во, не знам, процес на производство или во друг сегмент на живеењето. Тоа е резултат на лошите економски политики кои што се водеа во сите овие изминати години. Значи од 91 година наваму. Знам млади луѓе кои што се решија да се дообразуваат затоа што не знаеа што со нивното слободно време. Додека чекаме така, додека губиме така бесцелно време, барем нешто корисно да правиме. Ако би постоеле добри елементи за стимулирање на економијата во гранките во кои што не се бара високо образование, во техничко-металуршката индустрија, во земјоделството и така натаму, каде што државата би инвестирала со добри финансиски политики, со странски инвестиции кои што подеднакво ќе ги третираат и овдешните вработени, меѓутоа и вработените во градовите и во државите од каде што доаѓаат тие инвестиции. Се додека кадарот кој што завршува средно образование се третира како ефтина работна сила, ситуацијата ќе биде таква. И затоа е на линијата на помал отпор, си велат подобро да одиме на факултет и да заврши. И тоа не е решение. И тоа не е решение. Да се разбереме, значи, според мене, јас мислам дека треба да се направи една сериозна реформа на образованието, каде што ќе се редуцираат наставните програми на економскиот, правниот, медицинскиот факултет и да се направи наместо да бидат секоја година, да бидат на секоја трета или четврта година. Така ќе биде и самиот систем многу попродуктивен, а и младите ќе се насочуваат на некои гранки кои што реално се многу поквалитетни. Со секоја чест нормално на тие што завршиле и економски и правен, секој се пронајде според она што мисли дека понатаму треба да биде во животот, меѓутоа земјата не може да екзистира со голем број правници, со голем број економисти и така натаму. Кои се другите проблеми? Ова е можеби основен, и од тука тргнуваат и сите други, но кои се и други проблеми со кои што се соочуваат младите во нашата општина, но и во нашата држава? Вие сигурно сте ги воочиле и ме интересира дали воочувањето е еден сегмент, значи треба да се направи една анализа, една обсервација, но ништо ако остане само на тоа. Тоа треба некаде да се проследи. Значи, некој кој што не се занимава со таа проблематика, треба да му се предочи и да му се каже дека ова и ова е проблем и заради тоа ни се случуваат овие работи. Сега, после тие анализи кои што ги имате вие направено,
таа обсервација, оние заклучоци што ги имате донесено, каде се проследени. Но прво збор два да ми кажете за она кои се другите проблеми со кои се соочуваат младите. Еве во нашиот град конкретно, но и пошироко малку во државава. Во изминатиот систем, значи во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, која што многумина сега не сака да ја споменуваат, мора да се спомене дека беше изграден еден феноменален систем за младински политики преку пионерски домови и така натаму. И јас своевремено пред неколку години бев дел од еден проект каде што се обидувавме со германската фондација, со една германска фондација, да ги имплементираме практиките, позитивните практики од тие младински политики на поранешната држава во сегашните земји. За жал и покрај тоа што проектот беше феноменално осмислен, не наидовме на некој голем позитивен одзив, зашто е тоа така, веројатно самите институции го знаат тоа најдобро. Сметам дека позитивните практики од тоа време би можеле многу добро да се имплементираат и сега, само доколку има чувство за тоа и доколку постои желба и мотив за соработка. Прво, кога младите почнуваат со средното образование, бидејќи реално да се почне со неформално образование во основно училиште е се уште многу рано, но затоа средношколските години се идеални за таков вид активизам. Младите, односно, треба да постои едукација и на образовниот кадар за подеднаквата важност на неформалното образование. И според моje лично и цврсто убедување, во формалното образование треба да се воведе и предмет неформално образование, кој што ќе го предаваат професори по граѓанско право, по социологија, па дури и ние како младински работници, како младински активисти би се вклучиле во тие предавања, би ги работеле волонтерски, само за да им дадеме до знаење на младите дека кога ќе го завршат средното образование, не треба да бидат само аморфна маса, која што ќе биде користена само како гласачка машинерија, туку имаат и своји права, своји одговорности и своји обврски. За жал, нивото на младинска информираност во нашиот град се уште е на многу ниско ниво, почнувајќи од ученичките заедници кои беа феноменално замислени да функционираат, меѓутоа според сознанијата кои што ние ги имаме, само во едно средно училиште во Охрид функционираат добра ученичка заедница, а другите се среќаваат по потреба. Прво, значи во рамки на други активности кои што сме ги правеле, професорите, образовниот кадар, наставниот кадар, затоа што сега доста, за жал, поради појавата на социјалните медиуми, доста е зачестен и говорот на омраза. Значи, немаат основна едукација да го препознаат говорот на омраза и немаат едукација да ги препознаат потребите на младите, фокусирајќи се само на старомодниот начин на образование, бидејќи не сакаат да воведат најголем број од нив, не сакаат да воведат новитети. Кога образовниот кадар во училиштата би бил доволно доблесен да им каже на младите луѓе за важноста на неформалното образование, пак ќе речам, значи, фала му на Бога што постојат и такви организации како нашата, како Црвен крст, кој што има исклучително добра младинска екипираност. Почнуваме од некое ниво, но е се уште многу ниско. Само еден пример ќе посочам пред неколку години кога се обидувавме да однесеме ученици и средношколци да ги посетуваат седниците на Советот на општина Охрид. Наидувавме на страшен отпор од страна на училиштата под изговор дека може сето тоа да се ispolitizira. И прекинавме со таа практика која што беше многу добра, бидејќи самите ученици беа многу заинтересирани за процесите на донесување одлуки на локално ниво и како тие можат да учествуваат. И кога ние ќе се обидеме да им кажеме дека да, вие сте тие што треба да бидете гласот на општеството, што треба да биде гласот на општеството за подобра иднина, тие самите велат не, ние не можеме како единка ништо да придонесеме. А дали се обиделе како ученичка заедница, студентски парламент и така натаму, да придонесат кон активно подобрување на нивниот квалитет на живот преку иницијативи, тоа многу ретко се случува.
Мислам дека не се ниту мотивирани, ниту па гледаат некаква перспектива во ангажманот во сето тоа и затоа се повлекуваат. Како што самите рековте, сте направили иницијатива да ги посетуваат седниците на совет, веднаш тоа било поинаку протолкувано и тука згаснува желбата и на тие младинци кои доаѓале таму за да видат што се случува. Ке си речат, па што да се мешаме во сето тоа, ќе ни се залепи некаква етикета, подобро да стоиме настрана. И така. Тоа, значи тука една многу позитивна работа која што сега се случува во училиштата, во Охрид се Erasmus Plus програмите и размените и од тука мислам дека ќе почне веќе конечно да се подигнува свеста за младинскиот активизам, за значењето на младиот човек, бидејќи ние колку и да се трудиме, колку и да работиме за нивно добро, ако заедно немаме соработка со образовните институции, тогаш резултатите ќе бидат невидливи. Да не се залажувам, се извинувам. Значи, да не се залажуваме, младите стануваат се повеќе свесни за себе, за своите квалитети и можности. Значи, тие самите ќе си го најдат патот до собствениот успех, затоа што мислам дека нема веќе да дозволат и да чекаат општеството, градот, заедницата да им создаде некакви услови. А со тоа губиме сите ние, затоа што ќе останеме без младина и јас велам, се бориме да имаме држава, се бориме за општини, но ќе немаме кој тука да живее и да работи и да твори. Значи, навистина сериозен проблем на кој што некако пред кој што замижуваме. Малку само да се надоврзам на она што вие го кажавте. Да, точно е, тие се премногу свесни за своите права, ама не се свесни за обврските кои што произлегуваат од тие права. И тоа е еден од главните проблеми. Најголем дел од младите сметат дека државата треба да придонесе нешто за нив, а не тие да придонесат за државата. Знаете како рекол Џон Кенеди во својот инаугуративен говор на 20 јануари 1961 година на Капитол во Вашингтон, дека не прашувајте што може државата да направи за вас, туку прашајте што вие можете да направите за државата. И тоа е една од најмокните реченици воопшто изговорени во општеството. Мислам дека тој синдром кај младите е изгубен поради повеќе причини. Мала група на луѓе има такви, да речам, волонтеристички некои пориви да работат, да создават без некаков надомест и без некакво очекување. И вие тоа го правевте години, но зборувавме пред самата емисија. Значи, да, волонтеризмот е добар и е за секоја почит, но треба од нешто и да се живее. Така го сваќат, разговарајќи со повеќе млади, значи, така некако го сваќаат сето тоа. И што викате вие дека не рачуна дека тие покрај права имаат и обврски. Обврските некако сами ќе се наметнат доколку им бидат дадени некакви права. Мислам дека тука некако треба да се најде некоја релација. Апсолутно дека треба да се најде, со тоа што многу е важно да се напомене дека таквите размислувања лично кај мене доаѓаат во некоја одредена возраст во животот. Меѓутоа, до пред неколку години кога јас почнував да се занимавам со овие работи, ме водеше желбата за да го направам тоа, за да направам нешто подобро за себе и за државата. Јас одев од тие мотиви. И нашите соработници, тогаш кога почнуваа, се водеа од тие причини. Но сега сме свртени повеќе кон индивидуалното, отколку кон колективното. Јас си го прави своето, доаѓаат нови генерации на силни технологии, генерации кои што имаат можност и сила да го менуваат светот, но не се свесни за тоа. Не се свесни. Знаете што, има една работа која што лично мене многу ме лути и затоа ние се бориме колку што можеме со сите сили да го искорениме тоа, но не можеме сами како организации, туку за тоа секако е потребна најголема поддршка од државните институции. Ние се обидуваме да им кажеме на младите да не се откажуваат, да се борат за она што им припаѓа овде, бидејќи најлесно е да се земе патот на инерција, да се земе пасошот и да се замине од овде. И нашите родители, баби и дедовци во едни други многу потешки времиња можеле да се заминат од овде, ама тие се одлучиле дека може да направат нешто за нивната држава во која што живееле и затоа станале тука.
И ние Затоа што гледаме учиме перспектива во таа држава. Сега треба да им го дадеме на младите, значи тој момент дека државата има перспектива и да видат некаква светла точка и светла иднина. Не да тапкаме цело време во место. Значи Тие нема да ги видат тие хоризонти, се додека се убедени дека нивниот успех зависи од политичка партија. Тоа сакав да кажам, значи многу често ги инволвираме младите во политиката, посебно пред избори ги ангажираме затоа што знаеме, се млади, енергични, имаме и ентузијасти, можат да поведат маса, може да се растрчат, да ги бркаат работите кои што треба, им се ветува се и се што, и потоа од тие ветувања, од кога ќе завршат изборите, ништо не добиваат и еднаш, два пати веќе се разочаруваат во тоа и навистина не веруваат дека нешто може да се случи. Затоа што за жал некако во нашата држава се сведе на таа политика, инволвираност на политика во секој сегмент од нашето живење. А веднаш кога некој ќе се вработи, прашуваме, преку политичка партија, значи не прашуваме кои се неговите квалитети, неговиот степен на образование, некаков, може би има некое портфолио, значи ништо тоа не е важно, веднаш се лепи таа етикета дека некоја партија стои зад него. Апсолутно се согласуваме за тоа. Значи да не се лажеме, ситуацијата е таква, но во последните неколку години, значи постојат и толку други можности преку разни програми за самовработување, разни програми за вработување кај познат работодавец и така натаму. Значи, толку поволни инструменти кои што им даваат можност на младите луѓе да се истакнат, независејќи од јавна и од државна администрација, меѓутоа таква е матрицата. Значи, тоа е матрица која што е пласирана 30 години. И многу е тешко да се смени за една, за две, за 5 и за 10 години. Веројатно ќе биде уште потешко да се смени, верувам дека ни во наредните 50 години, доколку продолжиме со ова темпо, нема да може да се смени таа матрица. Само еден пример, мислам, ајде да го кажам и банален, но не е банален, значајен е, затоа што веќе 5 години во општинава нема совет за млади. Абсолютно. Значи, од тоа да почнеме. Како може да се дозволи такво нешто? Значи, станува збор за една формална работа, треба само да се конституира, затоа што знам кога функционираше тој совет за млади, на тие седници кои што се одржува, навистина имаше конструктивни дискусии, можеше што да се слушне, да се научи, да се добијат некои идеи и така натаму. Зошто не функционира советот за млади? Јас ја имав таа среќа или несреќа да бидам дел од првиот локален совет на млади, кој што за жал одржа само 3 седници, а имаше навистина добри квалитетни програми и предлози и можеше да прерасне во едно навистина силно застапувачко тело на младите во општина Охрид. Згасна од за нас непознати причини после одржувањето на третата седница, беше адхок и самото формирање беше некако на брзина и неосновано. Меѓутоа, тоа не е причина зошто ние во изминатите 5 години немаме механизам за унапредување на младински политики во општина Охрид. Имаме случај годинава, општината не дозволи, односно не додели средства за ниедна младинска активност. Сега ќе мора да го направи тоа со ребаланс на буџетот, поради донесувањето на новиот закон за млади, во кој што самите општини ќе мора да учествуваат со 0,1% од нивниот буџет во креирање квалитетни младински политики. Тука се вклучува и формирањето локален совет на млади и она што беше ветување, верувам дека ќе биде исполнето за формирање младински културен центар, каде што затоа што видете, делумно пасивноста на младите во општина Охрид се должи и поради немањето соодветен простор каде да ги изразат своите идеи и да направат нешто квалитетно, креативно и издржано. Затоа што училиштата не им дозволуваат, односно нема инфраструктура. Во самите училишта нема инфраструктура. Во некои училишта нема ни добри библиотеки. Свесни сведоци сме дека доскоро во едно средните училишта во Охрид немаше ни добри санитарни јазли. Значи, кога образовните институции ќе се соочуваат со такви проблеми од инфраструктурна природа, тогаш она што се случува со младите и некако им доаѓа во втор план. Свесни сме за тоа и знаеме дека најголем дел од професорите одат само да го предадат материјалот кој што име, да си ја завршат работата, да ја земат платата,
што ќе си ја земат заслужено, секако дека си ја завршиле својата работа. Но каде младите до сега ветувано и преветувано и никако да се исполни тоа ветување за младински културен центар, верувам дека годинава конечно ќе ја донесеме, Советот на општина Охрид ќе ја донесе и таа одлука и ние после 30 години ќе имаме репрезентативен објект за млади во Охрид. Еве тука ќе завршиме и првиот дел од разговорот, оптимистички, да вистина и јас посакувам тоа да се случи, затоа што ќе биде мотив плюс за младите да се соберат на едно место, да ги искажат своите ставови, своите потреби и кога веќе се дискутира на некоја тема, ќе се најдат и решенија. Освен тој младински културен центар задолжителен ќе биде и локалниот совет на млади, меѓутоа овој пат ќе биде, се надевам дека ќе биде онака како што треба, со објавување повици за заинтересирани млади до 30, рака на срце сега и се крена границата на старосната граница за млади во рамки на цела Европа до 35 години. Јас искрено верувам дека и ова и наредните гарнитури кои што ќе дојдат веќе нема да ги ставаат под килим прашањата за младинските политики во општината. Тука ќе видиме. Да. Посакуваме да биде така како што треба да биде. Малку ќе ве одморам, пауза за реклами. Кам, маркет број 1, потврдено. Пршута говецка 80 грама 99 денари. Филтер кафе 250 грама 75 денари. Течен детергент за отстранување дамки 500 мл 93 денари. Сушара 149 денари. Кам, купувај мудро. Медиумска писменост е способност за критичко и аналитичко восприемање на информациите. Медиумската писменост подразбира внимателно читање, гледање, разбирање и анализа на содржината на информацијата. Медиумите те информираат, едуцираат и забавуваат. Се што стигнува до тебе како текст, слика, звук, се е тоа медиумска порака. Тие се тука за да те моделираат тебе, твоето размислување и однесување. Се што гледаш, читаш, слушаш на медиумите не е апсолутна вистина. Медиумите креираат содржини за да бидат погледани, послушани, почитани или поради други интереси креираат манипулативна стварност. Биди фраер, не наседнувај на скроена реалност. Биди фраер, мисли со своја глава. Секогаш прочитај повеќе, побарај повеќе информации, информирај се од повеќе извори, провери дали веста содржи став и изјава од сите инволвирани страни, провери ги фактите. Гледај, читај, слушај и мисли со своја глава. Едукација за медиумска писменост. Атва Хоум Центар. Почнавме во Кичево, а присутни сме и во Охрид во строгиот центар на градот, наспроти на платниот центар на Евана и во Струга, во непосредна близина на црквата Свети Димитрија. Најубавите и најкреативни подароци по најприфатливи цени ќе ги најдете во нашите продажни салони. Тука сме и за вашата градина. Разубавете ја со помош на нашите алати и машини и создадете креативни декорации со богатиот асортиман градинарски цвеќиња и растенија. Со над 10.000 производи од домашни и странски производители, уредете го вашиот простор и купувајте подароци без да го оптоварите домашниот буџет. Продолжуваме и со постојаните неделни акции со атрактивни цени. Атва Хоум Центар. И шо сега, море? Кој век сме ушче со дрва да се расправаме? Ти Велев Митич, не земај дрва. Зеде козаине дрва, цепеше и глата расцепи. Ни рампи, ни мампи. Ни дрва, ни мрва. Ни титкање, ни миткање. Ни чумкој, ни сажджи. Видиш убајна. Што би се сеш и си уживаш. Се уживаш, братче, тоа е. Печки на пелети во Кармен Бау Центар Охрид. Супер топло за секоја визита. Седиш и си уживаш. Зато печки на пелети само во Кармен. Ко ти Велев, немат појќе тантара-пантара.
горка тема, така некако ни е и разговорот, навистина има и голем број емоции, затоа што сите сме засегнати, или имаме млади, или сме млади, обкружени сме со млади, значи сите посакуваме, реков, убава иднина за нашите деца, за идните поколенија, треба да им создадеме услови, а и тие да си ги извршат своите обврски, значи тоа некако оди едно со друго. Гледате ли, да речам, светла иднина во тој поглед? Затоа што некако работите многу бавно се движат. Апсолутно дека гледаме. Во спротивно не би се занимавале со она што го работиме сега, иако изгледа како борба против ветерници, но наше е да направиме се што можеме за да се подобри квалитетот на живот на младите, пред се во општината, а потоа и во државата, или можеби и обратно, прво во државата, па после во општината, бидејќи секако Македонија е носител на сето она што треба да биде иднина за младите. Гледаме позитивни некои светла на крајот од тунелот, за кои што се надеваме само дека ќе успееме правилно да ги посочиме кон секој млад човек, да му кажеме дека овде треба да остане и да си ја гради иднината. Преку различни позитивни практики, преку квалитетни политики. Ево, имаше сега доста, според нас, доста добри, значи младинската гаранција, која што се спроведува во соработка со Агенцијата за млади и спорт, која што исто така навистина е жалосно што Охрид не беше опфатен во тие градови, во тие пилот градови. Меѓутоа се надевам дека во иднина ќе биде, затоа што сериозна е и драматична е состојбата со бројката на иселување на млади. Овде во општинава дури 30% над државниот просек сме, што е за еден туристички град и за град кој што своевремено бил лулка на секоја цивилизација и писменост. И кој што би требало да има перспектива во неговиот развој, значи толкав процент иселени млади навистина. И според анкетите кои што ги правевме ние на почетокот на првото полугодие од оваа учебна година, од 200 анкетирани средношколци, дури 87 одговорија дека се гледаат надвор границите на државата, дури веднаш по завршувањето на образованието, на средното образование. Тоа се фрапантно поразителни бројки за секое општество, за секоја држава, посебно за македонското општество, за една држава со толку мал број жители. И поразителен е фактот што наместо ние да развиваме политики кои што ќе им понудат подобар живот на младите, за понатаму да зацврстуваме економијата, социјалата, здравството и така натаму преку инвестирање во нив, ние едноставно оставаме се да се случува стихино. Колку вашиот глас, еве, како невладина организација, како здружение, а и на некои други здруженија кои што се занимаваат со ова или слична проблематика, стигнува до таму каде што треба, односно до институциите? Колку сериозно ве сваќаат и колку помагаат? За моја голема жалост можам да речам дека се уште сме на едно почетно ниво на разбирање со институциите. Не зборувам за средните училишта, бидејќи со нив имаме одлична соработка. А со локалната самоуправа почнуваме. Сега сме на некој почеток на, се надевам, успешна колаборација пред се и за нас и за младите, затоа што тие го заслужуваат. Тоа на почетокот на емисијата ја напоменав одличната соработка која што имаме со општина Дебарца, меѓутоа градоначалникот е индивидуа кој што има одлично чувство. Да, и знам дека тоа е примерот и со општина Охрид, со самото тоа што веќе иницираат изградба на културен центар и повторно формирање на локален совет на млади, јас се надевам дека ќе бидеме на тапет. И нашиот градоначалник е релативно млад, значи може да ги препознае. Има. Треба да има чувство за проблемите и потребите на младите. Во моментов сметам дека неговото присуство и неговата заангажираност и заинтересираност за се она што се вика младинска политика ќе биде клучна. А верувам, познавајќи го, имајќи можност да работиме
заедно со него и со претходниот градоначалник, дека ќе создадеме една позитивна клима и позитивна атмосфера. Сепак не зависи се само од градоначалникот, туку зависи многу и од институционалната поставеност во локалната самоуправа, каде што има и сектори кои што треба да си ја работат својата работа, а градоначалниците да бидат последната алка. Така. Па градоначалниците не треба да бидат оптоварени со се, затоа имаме една лепеза, значи во локалните самоуправи имаме поделеност на сектори кои што секој си е задолжен во својот дел и треба да си ја вршат работата онака како што треба, за да имаме Во контекст успех. на што претходно го споменавте, јас сметам дека е голема предност што општина Охрид има млад градоначалник. Да, во секој случај, јас во позитивен контекст го кажав тоа, затоа што реков, значи, поблиски му се и проблемите и потребите на тие генерации, значи може да осознае, да може да види, да ги детектира, бидејќи и тој поминал ни сето тоа, се соочил со реални ситуации и многу од нив се реализирани личности. Јас се надевам во контекст на оно што го зборувавме претходно за самообработување на младите и дистанцирање од политиките на вработување во државна администрација. Има еден проект кој што се нарекува мрежа на младински банки на Македонија, во која што требаше да учествува и општина Охрид и имавме потполна поддршка. Меѓутоа, проектот институционално заглави некаде во низ лавиринтите на администрацијата во главниот град и се надевам дека за скоро ќе имаме можност тоа да го промовираме и во Охрид, затоа што тоа е една одлична феноменална замисла за бизнис инкубатори, во која што со одреден буџет ќе партиципира и општина Охрид. Веќе го добивме и писмото за поддршка и одобрението, имавме средба и со советници и со сегашниот градоначалник кој што тогаш беше заменик градоначалник, кој што и тогаш и сега дава потполна поддршка на тој проект. И јас изразувам искрена надеж дека забрзо ќе почнеме да го имплементираме и тој сегмент овде. Така, значи рековме треба се да направиме навистина со сите сили и сите да учествуваме во тоа да ја подобриме климата за нормален живот на младите луѓе, на сите, но сега акцент ставаме на младите луѓе, затоа што, еве ќе кажам и уште еден проблем со кој што се соочуваме. Многу млади луѓе тешко се одлучуваат да се реализираат во семеен живот, земајќи ги во предвид овие причини кои што претходно ги наведовме. Значи, нивната економска нестабилност, невработеноста, немањето средства, зависност од родителите и така натаму. И тука губиме. Значи, намален ни е многу наталитетот и каде ќе ни е еднината? 100% зголемен морталитет во однос на наталитетот, тоа се жалосни и фрапантни бројки. Меѓутоа, кај најголем дел, младите преку 90%, економската ситуација не им дозволува да бидат финансиски самостојни и најголем, вклучувајќи мене, уште живееме во семејната куќа која што ја изградиле нашите родители. Што, кога го кажуваме тој факт на нашите врсници, соработници, другари, пријатели од европските земји, нив тоа им звучи како една потполна непознаница. Ама, видете, значи, тоа е и до воспитувањето. Порано, такви биле условите, што сите сакале да бидат заедно на едно место и ние уште сме Македонија и уште традиционално. Но не е само порано, може би била таа главната причина, што ете, значи таков бил концептот на едно пошироко семејство. Сега мислам дека младите веќе се повеќе сакаат да се посамостални, но тоа не им го дозволуваат економските. Материјалната состојба, нормално. Не им го дозволуваат економските услови. Сега не е нивна желба да живеат со родителите или може би имаме и пошироко реков семејство, туку се приморани и дури се зависни, а тоа е жалосно навистина. Зависни се затоа што не им се создала ситуација да се осамостојат или самите не можат да ја сагледаат ситуацијата. Значи, сето, како што кажав, сето дека се
надеваме дека некој друг ќе ни го реши проблемот. Може би треба да поработиме и на самодовербата на младите луѓе. И тука имаме, гледам, некои пропусти, затоа што еден млад човек кога ќе во најпреоден период, каде треба, што треба да направи, каде да продолжи, значи многу е важно тука да биде некако стимулиран и правилно насочен. И малку треба да му се поткрене самодовербата и некоја визија за иднината. Мислам дека младиве луѓе ретко кој има некаква визија за нивната иднина. Одат, учат, се запишува на некој факултет, реков, колку да не седат така, а немаат воопшто никаква визија што понатаму со тоа. Кога стопанските гранки во општеството ќе им пласираат соодветни можности за вработување, тогаш секој млад човек, верувам, дека ќе има можности за проширување на својата визија и за градење свое семејство, градење кариера и така натаму. Но сето тоа треба да биде надвор од шаблонот на политиката. Се додека политиката, политичките партии и се она што е од тој аспект во нашето обкружување го имаат главниот збор, ситуацијата ќе биде таква каква што е. Се додека политичарите ги гледаат младите само како една гласачка машинерија и чека да наполнат 18 години за да можат да добијат глас, а не стимулираат економски развој. Значи тука навистина немаме некоја светла иднина. Навистина задоволство ми е да го правиме овај разговор, иако тешко ми паѓа, затоа што рековме зборуваме за една категорија на граѓани од кои што зависи иднината и на државата и воопшто и нашата иднина, на сите кои што живееме во оваа држава и во овој град. Сега уште реков за самиот крај. Ке те навратам, значи мислам дека речи си нема кој не те знае како личност, како фигура. Сигурно и со многу си соработувала по разни основи, но јас тебе те знам како колешка, како новинар, првенствено новинар во Радио Охрид, водеше младинска емисија, па потоа беше во Радио MX. Мислам дека некои 5, 6, 7 години. Точно 11 години. 11. Како годините? Од кои точно 4 години поминав во младинската програма на Радио Охрид, понатаму бев во MX радио и во неколку помали локални и регионални радиостаници, меѓутоа главните мои достигнувања во новинарството се во MX радио и во Радио Охрид, зашто сум бескрајно благодарна на сите луѓе кои што беа таму во тие две радиостаници, ги препозна моите можности и квалитети и она што можев да го придонесам во тој период. Што би кажала за новинарството? Еве сега од оваа дистанца, тогаш беа и поинакви времења, поинаку се работеше, сега навистина се многу сменети приликите, а ти бидејќи си активна во општественово живење, значи знаеш од прилика како се движат нештата во градов. Единствено нешто што сметам дека е променето во медиумската сфера е подобрената состојба со слободата на говорот. За жал, ништо друго. Мислиш дека сега имаме повеќе слобода во говорењето? Повеќе слобода на говор, меѓутоа помала финансиска слобода. Значи веќе не се вклучувам и јас во тој дел, бидејќи долги години бев во тој свет и сметам дека сум со скромност дека сум придонела нешто и бескрајно сум благодарна на тој свет затоа што ми ги отвори вратите и ми дозволи да бидам општествено креативна и да творам оно како што знам и умеам во ова општество. Сметам дека вие сте борци за искажување на вистината. Вие сте гласот и на народот, и на политичарите, тоа и јас сакав да кажам, ние сме некој линк, значи, но доколку ве нема вас, ќе нема и соодветната информираност на нацијата за она што се случува. Меѓутоа, вашата и нашата професија, тоа беше и моја професија, беше и е се уште толку деградирана поради одредени општествени случувања скоро 2 декади наназад, каде што голем дел од медиумите и голем дел од новинарите се гледа како инструменти за политичка пропаганда на една или друга опција, не вреднувајќи ги вистинските квалитети кои што ги поседувате, а ги поседувате многу.
Сега, кога сме на тема новинарство и малку те навратив наназад, сигурно имаш убави спомени од тој период, рековме и убави искуства, навистина има што да се научи во новинарските води, тешка и специфична професија, но некако велат еднаш новинар за секогаш новинар, поинаку ги перципираме работите и не знам, тоа може би е доблест или мана. Лично за мене беше едно ослободување. Ослободување од аспект на гледање на работите од поинаква позиција, затоа што кога сме во новинарските води, знаеме и некои работи што обичниот граѓанин не ги знае и кои што за доброто на народот некогаш мораме и да ги премолчиме. Сме морале да ги премолчиме, верувам дека и сега е така. Меѓутоа, за мене тоа е една од најблагородните професии на светот. Значи, во новинарството, навистина, треба, како што велат, неколку пати мери, еднаш сечи, затоа што кажаниот збор веќе е кажан и нема враќање назад. Секој погрешно кажан збор може многу да чини. Посебно во ова време на исклучително јаки социјални мрежи, кога социјалните мрежи генерално се креатори на политиките и на вестите. И на едно мнение во... креатори на јавното мислење. Во моменти кога се доведуваме во прашање, доведуваме во прашање нашата способност да расудиме која е права, која е вистинска, а која е лажна вест. Така. Сега работите на еден проект заедно со нашата телевизија. Гледај, читај, слушај и мисли со своја глава. Морав да го прочитам да не испуштам нешто. Значи, има повеќе зборчиња, секој со своја тежина и свое значење. Овој проект може би е инициран од тоа што се почесто во новинарството и во новинарските текстови пронаоѓаме од правописни, од граматички грешки, но и од оние грешки кои што се суштински, значи како е пласирана веста. Малку накратко еве за тоа, колку веќе може да се верува, затоа што порано навистина граѓаните без размислување веруваа на веста што ќе ја прочитаат и слушнат. Колку сега може да се верува во сето тоа, затоа што со длабока почит кон сите колеги, но имаме и некои квази новинари кои што го извитоперуваат се она што е вистинско новинарство. Со тоа што порано немало плурализам во медиумите, постоела само една медиумска куќа и една радиостаница и 2-3 дневни вестници. И сакале или не сакале, ограничени биле луѓето да веруваат во тоа што им се пласирало како вест. Од друга страна, исклучително сум горда на овој проект кој што сега моментално го работиме со вашите почитувани колеги од ТВМ телевизија и мислам дека гордоста е заедничка, затоа што успеавме да активираме млади средношколци да прават интервјуа, да се интересираат за медиумската писменост, да ги шеруваат и да ги споделуваат сите тие информации со нивните врсници, да вршат едно споделување на знаења и генерално да пласираат квалитетни видеоматеријали и програми. Мислам дека веќе сега е 9-та емисија во тек, каде што има различни соговорници, секој со својот начин на размислување како гледа на медиумската писменост. Меѓутоа, она што ме радува е што конечно во нашиот етер се појави една ваква проектна активност, која што ќе придонесе за размрдување, ако можам така да речам, на состојбата во ова поле, во морето лажни информации и подкупување и потценување на новинарската фела. Драго ми е што во овој проект се вклучени младите, затоа што од нив пак почнуваат работите, во нив ќе има сигурно и идни новинари, па ќе се сетат можеби на овој проект и на се она што била цел на истиот, па кога ќе пласираат некоја вест, ќе се подзамислат можеби како сето тоа ќе го направат. Тоа е нашата заложба и затоа и се нафативме да го реализираме се тоа што го реализираме, бидејќи во се она што го правиме ние како
граѓански сектор, во сите оние политики што ги пласираме, секако дека медиумската поддршка е најпотребна. Така. И ова лупа беше со таа цел, значи и ние на некој начин да придонесеме во борбата за подобра иднина на младите и за анимирање на младите да останат тука, да си ја градат иднината, затоа што тие и требаат на ова држава, но и државата им треба нив. Каде и да одиш во светот не си дома, значи каде и да си, тоа не е твојот дом, секаде ќе се чувствуваш некако како граѓанин од втор ред, дома си е дома, но еве да создадеме услови за тие кои што заминале да посакаат да се вратат. Би сакала само да завршам со една мисла која што многу често ја практикувам во последно време. Државата е мостот, а младите се столбот на тој мост. Навистина убаво, немам што да додавам. И да инаку Весна многу чита и да, знам дека си љубител на пишаниот збор, читаш многу и од тука и доаѓаат овие мисли кои што и тоа е мојата страст која што се обидувам и низ разни активности да им ја пренесам на средношколците. Така. Читањето е навистина богатење и на речникот и на оние некако визии кои што не можеш по инаков начин да ги доживееш. Технологијата денес си го прави своето, но книгата и пишаниот збор е сосема нешто друго и јас би им советувала на младите дека читаат повеќе. Апсолутно, затоа што, како што вели мојата омилена авторка Јелена Бачич-Алимпич, не е битно што ќе оставиме зад нас, кога ќе не нема, туку битно е квалитетот на она што го правиме додека сме тука. Така. Благодарам Весна уште еднаш за ова учество и една поубава иднина за сите нас, а и за младите. Благодарам и вам и се надевам дека и понатаму заеднички ќе работиме на унапредување на она што се нарекува квалитетен живот на секој млад човек, бидејќи тие го заслужуваат тоа, а наше е да им ја пружиме таа шанса. Во секој случај. Благодарам уште еднаш. Благодарам и вам.